Добар ви ден, драги наши гледачи. Еден голем поздрав ви упатуваме со ова убава снежна идила од комплексот Златно буре Кучково, кој што е во непосредна близина на градот Скопје и каде што сега и во овој момент е прекрасно. И зиме, и лети, и пролет, и есен. Сега имаме многу снегче. Чист воздух, можете да дојдете овде да си прошетате. Па на крајот, кога ќе изгладнете, да дојдете овде да си нарачате од убавите македонски традиционални специјалитети. Ние со вкусот на традицијата сме подготвени за новиот рецепт на денот. За денеска, драги мои, ќе ви направам полнета пилешка шницла со зеленчук. И многу интересно се приготвува, за неа ќе ви треба една свадбарска кутлача или доколку немате ваква голема кутлача, можете од некој од садови порцелански или стаклени, што ставате кекирики, бадемчиња, лешничиња, важно да или сутлијаш, како и да е, важно е да можете да го полните месото и затоа ни треба тој сат или кутлача или било каков стаклен и порцелански сат. Ова рецепта и дозата, што ќе ви ја кажам, е за четворица. Значи, ќе ви треба 4 пилешки стека исчукани како за шницли, како за шницла, нели, кога треба да пршиме. Понатаму, ќе ви треба 10 шампиньони ситно насечкани, една главица кромит, 2 кисели краставички ситно сечкани, една лажица сенф, половина китка Макдонос, едно јајце, ќе ви треба масло, малку бибер, малку сол, мешан сув зеленчук и триена сол. Значи, не можеме да кажеме мерката за шницлите, туку тоа нека бидат 4 стека кои што се засекуваат, отвораат, чукаат, да биде тенко, да може убаво да се работи месото. И ќе ви треба едно тавче во кој што зеленчукот претходно ќе го испржиме. Значи, имаме тавче во кој што ќе ставиме 1 децилитар масло за јадење и сега одеднаш ставаме се заедно да се прши. Кромидот, краставичките, значи се заедно, печурките, кромидот, краставичките, така, печурките, можете и да ги нарендате печурките, и една тепсија ќе ви треба плех од шпорет со хартија за печење. И заборави во потребните состојки да ви кажам дека ќе ви треба и 100 грама кашкавал ситно нарендан или купете од готовиот. Има во кеси во сите маркети, многу ефтин, воопшто не е скап, па ќе ви се најде за повеќе јадења. И тука ќе ставам и сол, и бибер, сите зачини ќе ги ставам тука. Значи сол, па ќе пробам после дали треба нешто да додадам. Малку мешан сув зеленчук, едно кафено лажиче. Така. И малку бибер, а триената сол ќе ја ставам подоцна. Бибер на врвот од лажичката. Ајде така. Сега сето ова да го промешам и да го оставам убаво да се испрши. Кромидот да омекне, печурката. Значи да добиеме еден убав фил. Ова е всушност филот со кој што ќе ги полниме шницлите.
оставаме да се испрши. Еве, веќе е испржен филот. Ке го извадам на работната маса. И ќе пробам да видам дали е доволно солено. А потоа треба да му ги додадам и другите работи. Каков вкус има. Ке го додадам макдоносот. Така. Триената сол. И сенфот. И сето ова убаво ќе го промешам. Ете така. Да се изедначи сенфот со сите потребни состојки и макдоносот. Ете така. Сега, што следува? Ке си ја земам големата кутлача. Ке ставам неколку капки масло. Ете така, ќе ја намастам и ќе ја земам шницлата. Значи ќе ја вдлабнам убаво да навлезе насекаде. Ете така. Сега ќе ставам малку еден прстофат кашкавалче тука. Ќе ставам од леле сенфот што му направи на филот чудесија, чудесија. Ќе го ставам филот. Така. Ете така. Убаво ќе го притиснам. Ќе му додадам пак одозгора малку кашкавалче. И ќе го затворам. И ќе го притиснете со дланката, со прстите и нека ви е нарака тепсијата во која што ќе ги печете. Ќе ставам малку масленце тука. Така. Така. И ќе го извадам. Ќе го ставам на хартијата за печење. Постапката ја повторувам со сите шницли подеднакво. Пак ставам 1-2 капки масло. Така. Ја земам следната шницла. Сега нели кај што се пресекува, малку може и да се отвори, но ќе ја подзатворите со раката. Евака ќе ја преклопите всушност. Така, малку од едната страна, малку од другата. Така. Повторно ставам малку рендан кашкавал. Така. Од филот ставам. Притискам со лажицата.
Пак рендан кашкавал и затворам. Ете така. И убаво ова го притиснувам. Еве како треба да изгледа, затворено. И го ставам во, само малку да намастам тука, да има секаде. Ете така. Ставам вака. И уште две ми остана. Исто ја зимам шницлата, ја редам во кутлачата, ќе внимавате да има малку, значи од шницлата да виси од страните за да може да ја затвориме, нели? Ставаме кашкавалче, редиме од филот, значи една лажица сенф прави чудо во ова. Ете така, го притискам овде, пак му ставам малку кашкавалче, така и затворам. Ете така и ова. И убаво вака. Да го стегнеме. И сега ни останува и последното. Така. Ајде така. Овие машала големи стекови. Значи постапката ја повторувам. Ставам кашкавалче, го ставам филот што остана. Така. Филот и само така да го јадете. Каков мирис има, леле. Страшно добро. Така, повторно му ставам малку кашкавалче, а ова другото што ми остана ќе го наредам од озгора. Ќе видите. И затворам од сите страни. И вака го преклопувам и повторно притискам со прстите. Ете. Одлично. Сега ќе изматам едно јајце. Еве како изгледаат тие баш 4 полутопки. Ќе изматам едно јајце, малку ќе ги прелијам од озгора, ќе ги премачкам. Така. Па можам да го изматам. Не. Ајде овде во чистата чинија. Ете така. Ќе ставам малку сол. Добро. И малку сол ќе ставам врз месото. Така. Сол и малку бибер.
да го забиберам. Така. Еви изматено е јајцето. Сега ќе ги премачкам овие полутопки со јајце. Така. Јајцето нема да му дозволи на фило да бега, каде што имаме некој отвор, нели, затоа што не може да биде идеална шницлата. Ете така. И што остана кашкавалчето ќе го ставам одозгора. Ова е кашкавал за печење како за пица, која ќе одберете таков. Ете, доволно е тоа. И сега ќе ставам малку одозгора. Ака. Пилешкото месо, шницлата брзо ќе се испече за 15 на минути, таа ќе биде готова. Вклучете ја ревната на 250 и потоа намалете на 200. Ние сме веќе готови, драги мои, сега ќе го испечам ова. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме на трпезата, каде што ќе го дегустираме овој специјален, значи многу убав специјалитет. Вкусен, превкусен. Леле, како убаво излего овие, како убаво се испекоа. Охо! Навистина многу интересно, погледнете. Значи што какво влијание си има јајцето, нели? Јајцето убаво го врзува и гледате од никаде нема ни да капне, ни да протече од филот. Значи баш си е Леле, ајде да го видиме сега внатре како изгледа. Еве како изгледа. Леле, колку е ова добро. Ова е прекрасно нешто. Комбинирано со компирчиња, со салатка. Оценка му давам 10 плюс, толку што е добро. Фантастично е, направете ги овие пилешки топчиња, пилешки топки и уживајте во овој вкус. Значи, навистина нешто прекрасно. Полнети шницли, пилешки шницли, прекрасно нешто, начинот на кој што се подготвува. Драги гледачи, велам дека секогаш од сите поклони, најдраги и најмили ми се подароците љубов, внимание, почит. На здравие до следната емисија Вкусот на традицијата, дотогаш направете ги овие полнети пилешки шницли. На здравие!